вечер. Живееме во време на навреди, етикетирања, дисквалификации на различните аргументи преку говор на омраза. Говорот на омраза е форма на ксенофобија и нетолерантност во јавната сфера, која не може да се толерира бидејќи го задушува јавниот простор за аргументирана расправа. Ова ќе биде темата на вечерашната дебатна емисија Отворено, како да го препознаеме говорот на омраза и како да не дозволиме тој да дефокусира од главните теми. Во следната емисија на Отворено дебатираме за говорот на омраза во јавниот дискурс. Кога слободата на изразување преминува во говор на омраза, како да се регулира поттикнувањето говор и дела на омраза во медиумите, интернетот и социјалните мрежи како мегдан за навреди, закани и ширење нетрпеливост, наспроти аргументирана дискусија. Со говорот на омраза како форма на ксенофобија и нетолеранција се зафати Советот на Европа пред неколку години. Голем дел од иницијативите овде се во рамките на тој обид на европско ниво да се запре говорот на омраза. Вечерва за оваа тема дебатираме со господинот Александар Даштевски, новиот претседател на Државната комисија за заштита од дискриминација. Пред само неколку дена бевте назначена оваа позиција. Уранија Пировска, извршна директорка на Македонскиот Хелсиншки комитет. Добро вечер и до вас. Мирче Адамчевски, претседател на Комисијата за жалби при Советот на етика во медиумите во Македонија. Добро вечер. Добро вечер. И Петрит Сарачини, колега, граѓански активист, сега член на Цивил. Добро вечер и до вас. Добро вечер. Значи, веќе спомнав, Советот на Европа се зафаќа со оваа тема, ја препознава како проблем во цела Европа. Во еден од преговорите на мерките кои што Советот на Европа ги презема за да се запре говорот на омраза стои тогаш кога неприфатливото почнува да се прифаќа и да станува норма, во тој момент се раѓа вистинската закана по човековите права. Дали кај нас говорот на омраза е нормализиран, господине Даштевски? Вака, мислам дека треба да дадеме одреден вовед пред да почнеме да разговараме за ова што рековте, затоа што сметам дека многу се зборува за говор на омраза, значи секој ден се споменува, меѓутоа немаме ние, ако погледнеме вака некои трудови или нешто дефиниции за тоа што значи говор на Ние ќе се обидеме во оваа емисија, јас би сакала да излеземе со една заедничка дефиниција, меѓутоа прво ме интересира ова што ве прашувам, дали гледате говор на омраза во македонскиот јавен простор? Па говорот на омраза, затоа сакав да дадам еден увод. Значи, прво, тој е поврзан со две човекови права. Правото на слобода на говор и до каде може да оди тоа, и правото на еднакви права, односно дискриминацијата конкретно. Значи, дали повредува тоа нечии чувства, без оглед од кој карактер. Така што тоа стана сега вообичаено, посебно со социјалните мрежи, со воведувањето на социјалните мрежи. Меѓутоа, јас сепак би се вратил назад малку, ако ми дозволите, или после тоа да го збориме, затоа што говорот на омраза прво всушност и така почнува со експанзијата на медиумите. Значи, во електричните и електронските, да речеме, со појава на микрофони, на звучници, на радија, телевизија и така натаму, односно во многу доаѓа до израз во Втората светска војна и така е успеано со Холокаустот во Германија. Тоа се рачуна како официјален почеток, каде што се зборува против евреите и така започнува таа омраза во Германија преку средствата за јавно информирање. Меѓутоа, после тоа толку санкционирано до ден денеска, тоа за тоа кривично се одговара во Германија, така што таму на некој начин е искоренето, значи има начини како да се искорени со регулацијата. Но да се согласиме на почетокот, значи дали е состојбата кај нас таква да мора да се реагира за да се ограничи? Па состојбата кај нас е сега, како да кажем, тоа станува секојдневие, така што почнува на некој начин спрема мене веќе и да не се сваќа сериозно, затоа што има, и затоа сакав да кажам дека тогаш тоа го направиле за да се постигне одредена цел. Сметам дека и сега ова што се прави на социјалните медиуми
односно на социјалните мрежи, се прави за да се постигне определена цел, го прави една група, па друга возвраќа, или го прави поединец, па друг возвраќа и така натаму, или возвраќаат повеќе. Значи има сите можни комбинации се присутни. Така што не знам дали е можно во овој момент да се реагира, меѓутоа ја имам за она што го рековте вториот дел од дискусијата, имам некои начини како би можело тоа да се реши, меѓутоа тие не се, да речеме, некои опасни или не знам какви, значи кривични или такви начини, меѓутоа се работи тука за едукација. Значи мора да се преземе. Има одредби во кривичниот законник, има и одредби во меѓутоа не стали се спроведуваат и кој треба да се едуцира. За сега благодарам да елуцираме прво актуелната ситуација Уранија. Значи па јас секако дека ќе бидам многу побрутална одговарајќи на прашањето и сметам дека тоа е веќе култура на однесување на одредени структури. Особено ќе се согласам на социјалните мрежи, меѓутоа нема да се согласам со тоа дека нема начини да се справиме со говорот на омраза. Значи мора да се заземе, да има политичка волја пред се. Кога имате систем во кој што институциите се злоупотребуваат од страна на партиите на власт, кога имате судство кое што речиси апсолутно корумпирано и регулаторни тела кои што не си го извршуваат мандатот поради кој што се формирани, тогаш доаѓаме до ситуација да таа стане нешто што е секојдневие, да не се сваќа сериозно и на граѓаните да им се доловува некоја перцепција дека е тоа нормална ситуација. Прво, тргнете од фактот дека во Република Македонија нема ниту една правосилна пресуда за говор на омраза. И точно е тоа дека нема кохерентна дефиниција за говорот на омраза, меѓутоа ние имаме праксата на Европскиот суд за човекови права. При тоа, говорот на омраза во неколку сегменти е опфатен во кривичниот законник. Значи, казната се движи од 1 до 5 години, доколку станува збор во еден од членовите, доколку станува збор за лице кое што злоупотребувајќи службената положба, предизвикало насилство и така натаму, казната е од 1 до 10 години. Исто така и за социјалните медиуми. Јас мислам дека поради тоа што не се санкционираат ваквите состојби, ние доаѓаме до ситуација да ја сметаме како секојдневие, не зборувам за нас, бидејќи тоа е наша работа, ние постојано критикуваме, и ако земете предвид дека на нашата веб платформа само во една година беа регистрирани 237 случаи на говор на омраза, тогаш вие се соочувате со еден поразителен факт. Да не зборуваме за тоа дека се уште на прво место е говорот на омраза врз основа на етничка припадност и на второ место е врз основа на сексуална ориентација. Зборуваме за тоа дали се сваќа како нешто нормално, бидејќи тоа е моментот според Советот на Европа кога веќе конечно мора нешто да се преземе за да се ограничи овој проблем. Каква е состојбата во медиумите? Според практиката на Комисијата за жалби при Советот за етика, состојбата е катастрофална. Ние од нашите, да речеме, 70 жалби досега, може би 10% се однесуваат на говор на омраза. Значи, другите се околу неетички однесувања на новинарите. Меѓутоа, страшно е кога ќе дојдат кај тебе вакви поплаки. Инаку, појавата кај нас на говор на омраза не е нешто ново, меѓутоа, таа ескалира, од ден во ден ескалира. Просто не можете да сватите како може тоа да се случува. Меѓутоа, во услови кога, како што кажа Уранија, во услови кога судовите не работат, кога обвинителот својата работа не ја врши, кога други институции кои се надлежни за тоа не си ги вршат своите работи, тогаш нормално дека некој ќе мисли дека говорот на омраза е дозволена категорија во нашава земја. Праксата на кај нас покажува, ние носиме одлуки, ги испраќаме до тие кои што се жалеле, меѓутоа работата тука останува. И медиумот што ја добил
одлуката на нашата комисија веројатно се однесува така игнорантски, као нему тоа нему се случи, тој може да прави што сака. Вие пронајдовте основ во тие? Да, имаме, јас ги 10%... донесов 4-5 одлуки донесов во кои што има основ за говор на омраза. Иначе, што се однесува до дефиницијата, рековте да се дефинира, говорот на омраза е дефиниран во препораката РДВ 720 на Комитетот на министри на Советот за Европа за говор на омраза од 1997 година или 1997 година. Напишано е во прилогот на препораката се истакнува дека терминот говор на омраза треба да се подразбере како термин кој ги опфаќа сите форми на изразување со кои се шири, поттикнува, промовира или оправдува расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или други форми на омраза заснована на нетрпеливост, вклучувајќи и нетрпеливост изразена преку агресивен национализам и етноцентризам, дискриминација и непријателство кон малцинствата, емигрантите и лицата со мигрантско потекло. Ова е дефиницијата по која и судот во Страсбург ги води предметите, ако не се лажам, до која се придржува. Меѓутоа, во извештајот на Европската комисија околу медиумите последен, пишува дека во Македонија е широко распространета погрешната употреба на изразот говор на омраза за нешто што всушност е непрофесионален и провокативен говор на медиумите, што носи ризик вистинските примери на говор на омраза кои мора да бидат истражени и казнети, да бидат зацкриени. Значи, добро, сега доаѓа кај вас таа представка, вие одлучувате дека постоел говор на омраза таму, очекувате од медиумот тоа да го објави и на некој начин да призна и да не му се повтори. Дали тоа се случува? За жал тие не ги објавуваат. Меѓутоа, тие се присутни на сајтот на комисијата, на Советот на етика се присутни на сајтот. Тие што не ги објавуваат се нивна работа, иако се се обврзани, поготово основачите што се на Советот, тие треба да ги објавуваат. Меѓутоа, да не заборавиме дека Советот постои година и пол и ние се уште сме на почеток на својата работа и не треба заради тоа што некои одделни медиуми не ги објавуваат одлуките, треба да со новороденчот и водата да истуриме. Така што треба да ќе почекаме, сега ќе направиме во текст се промени во деловникот. Овие одлуки до сега нема да ги праќаме сега само на медиумот, кај што е забележен говор на омраза, меѓутоа ќе ги праќаме до сите советници, ќе ги објавуваме целосно на Facebook, на Twitter ќе ги објавуваме и ќе ги објавиме на нашата веб страница. Така да медиумот и да сака да сокрие, другите медиуми ќе знаат дека и некој ќе објави таа одлука. Да, меѓутоа тоа до сега немавме обврска таква деловничка, од сега и тоа ќе ги имаме за некој месец. Петри, вашата дијагноза за говорот на омраза во македонското општество? Не можам да не се согласам и со Уранија и со Мирче дека тоа е се присутен и главната причина зашто е тоа така е неказнивоста. Нашите институции, истакна и Уранија, мислам дека треба да се истакне повеќе пати, ниту еднаш досега нема случај на институција која што постапила по говор на омраза. Делумно, Советот за радиодифузија, додека имаше ингеренции и компетенции, имаше неколку предупредувања кон медиуми, кои што се единствената, да речеме, правен прецедент дека нешто некоја институција направила. Од кога со новите закони за медиуми се тргна правото на сега Агенцијата за медиуми да одлучува и по овој основ, значи говор на омраза во медиумите, останува онаа пракса која што ја знаеме, тоест целосно отсуство на пракса. Други институции кои што имаат не некаква, туку сериозна надлежност во овој контекст се обвинителството и полицијата, кои што по кривичниот законник екс официо, значи по службена должност, треба да постапуваат кога има наводи или кога ќе дали по допрен глас, дали преку истражување, дали на начини на кои што тие ги прибавуваат и истражуваат своите информации, ќе дојдат до сознанија за присутен јавен говор на омраза. Има неколку членови во кривичниот законник кои што експлиците упатуваат на говорот на омраза. Има и во Законот за заштита, за спречување и заштита од дискриминација, има експлиците членови кои што упатуваат секој кој што со јавен говор ќе дискриминира и така натаму. Значи, легислатива постои. Механизмите не функционираат. Затоа што прво затоа што нема волја за нивно спроведување.
ако тргнеме од Комисијата за заштита за дискриминација, во првата година, кога беше оформена и со закон воспоставена, немаше воопшто буџетски импликации. Државата решила да направи закон за антидискриминација, да направи комисија, но во буџетот не предвидела пари за функционирање. Така да првата година се потроши како што се потроши, а понатаму тоа го констатираат сите извештаи дека на меѓународните тела дека државата која што е најповикана не инвестира во комисијата, затоа таа се снаоѓа, има проекти со ОПСЕ, со други меѓународни организации кои што помагаат, но не можат да ја завршат главната работа. Слично и со другите тела, се гледа сериозна неконструктивност и отпор. Функционирањето на тие тела е замаскирано со една формалност, ете работиме, имаме состанаци и така натаму, или како во случајот на етика и покрај добрата волја на телото да работи, тогаш има друг механизам на обструкција, не се објавуваат одлуките, воопшто не се почитуваат тоа тело, не се признава судот на тоа тело и така натаму. Значи, тоа е до тоа како реагира оваа држава на говорот на омраза и да речеме на други форми на дискриминација, но како стојат работите? Вие двајца сте конкретни примери на луѓе кои што се етикетирани, значи луѓе кои што работат во граѓански организации, кои што работат во интерес на граѓаните по одредени прашања, а се наречени соросоиди. Дали е тоа говор на омраза, дали е тоа говор од омраза, како вие се справувате со тоа, Уранија и Петри? Значи, сега, ако тргнеме до она дефиниција за говорот на омраза, значи класична дефиниција, тогаш тоа станува збор за изразување, односно говорење на говор од омраза насочен кон идентитетски карактеристики на индивидуата или групата. Значи, кои се тие? Раса, јазик, националност, хендикеп, пол, религија, сексуална ориентација, религија. Сега. Значи, мора да се прави разлика. Јас многу често го говорам тоа дека не се прави дистинкција помеѓу тоа што е клевета и навреда, а што е говор на омраза и што е говорење со омраза. Кога зборувате за етикетирањето на дел од невладиниот сектор кој што се бори против овој режим, повикувањето на насилство во тој говор е еден од елементите кои што ја даваат дефиницијата за говор на омраза. Но не станува збор за класичен пример на говор од омраза. Бидејќи тоа не се карактеристики кои што се осудувате ваквите квалификации. Видите, јас затоа сакав да расчистиме прво за дефинициите, за термините. Ова што го прочита господинот Мирче, тоа е дефиниција точно за говор на омраза. Меѓутоа, ова што го зборува ранее, тоа се работи за говор од омраза. Значи, тоа вие го сакате да го потенцирате и затоа треба да ги разграничиме. Знаете зошто сакам да го потенцирам? Ја не реков дека нема дефиниција, туку дека не се луѓето информирани. Значи, не се доволно информирани за тоа што значи што. И затоа сакав да ги разграничиме овие работи и на тој начин ние можеме да го стопираме тој феномен. А не ако ние тука почнуваме сега да зборуваме дека не функционира ова, не функционира, значи апсолутно не се слагам со тоа и ќе образложам зошто. Затоа што знаеме дека уште пред да се појават овие илјадници говори на говор на омраза, како да кажам, статуси на социјалните мрежи, и имаме ние многу пресуди во врска со тоа од други медиуми, од весници. Вие знаете како новинар колку имаше кривични пријави против новинари, па нели за тоа се избриша она ставот клевета, што се гони по приватна тужба, а не екс официо. Меѓутоа, ако одите вие со овие илјадници случаи, секој ден ја можам да ви кажам дека има по неколку илјади случаи такви на говор од омраза, да кажеме, затоа што идентитетите се нешто друго. И ако ние одиме сега да институциите, значи не викам дека не работат, значи реков дека неколку илјади пресуди има по тој основ. И сега не знам, можда и не ја знам статистичката бројка, меѓутоа има, нели ги слушавме и по медиумите, по јавните мрежи, по секаде, дека има и нели се жалеа новинари и по судови и така натаму и други приватни лица, политичари и така натаму, физички лица. Значи, поентата е, ако сега се гони екс официо или ако се гони по приватна тужба, па на вас ви треба уште дупло толку кадар во судовите и ова, обвинителствата за да го решите тоа. Значи, сега имате неколку илјади дневно.
Па колку тужби треба да има, што треба само тоа да работат институциите на системот, а знаете каков вулгарен криминал постои во општеството. Затоа треба да се најдат и други начини на кои ќе се решава ова. И да не мислиме дека тоа се случува само во Македонија. Ја можам да ви кажам дека слична е ситуацијата и на Балкан. И дека мерките што се преземаат, еве и извештајот може ќе го спомне господин Предеска зборевме, значи на ЕКРИ ќе биде таков, значи за цел Балкан. На цел Балкан е слична ситуацијата во таа област и на цел Балкан се презимаат тие мерки на едукација. Значи не можете да кажете, еве они ги решаваат споровите, овде се решаваат. Ако да речеме и ова што ви кажа дека немало доволно средства за комисијата за дискриминација. Таа комисија е формирана 2010, односно законот е донесен 2010, а почнува да функционира од 1.1.2011 година. Значи тогаш е формиран. Самиот факт што е формиран тогаш ви кажува нешто. А тоа не е случај само во Македонија. Цел Балкан е или 9-та, 10-та, 11-та. Освен Бугарија која морала да влез во ЕУ, меѓутоа таму па не функционира нешто посебно таа комисија. Господине Дештевски, како председател на комисијата, дали вие ги осудувате ваквите етикетирања? Ова ве прашувам од аспект на следната опасност која што се отвара за едно општество. Значи кога некој ќе излезе со одреден аргумент и кога ќе се дисквалификува со навреда и секаква друга етикета, тогаш дискусијата си оди од аргументирана дискусија во нешто сосема друго. Тоа е многу штетно за јавниот дискурс. Така, ја ви дадов и одговорот дека начинот на спречување на овие работи треба да оди со едукација од најниски нивоа, уште од најмалата школска возраст па до највисоки ниво. Претходно ние сега навлегуваме во работа, знаете дека е ова нова комисија. Меѓутоа ја имам информации што комисијата не е нова, составот е нов кој што ќе води, така. Составот и сега навлегуваме, гледаме дека се извршени многу едукации на различни нивоа, па дури има соработка со Академија за судии, која што треба да го работи тоа, бидејќи и тие сега се запознаваат со таа материја. Па има соработка со адвокатска комора. Имате ли вие представки врз основа на говор на омраза во комисијата? Па тоа треба сега да го разгледуваме. Ние меѓутоа мислам дека не е тоа многу застапено. Не ми е јасно. Едукација. Сакате да ми кажете дека нашите суди не знаат што е говор на омраза? Не само едукација, туку и други мерки. Значи кои се тие други мерки? Па препораки, нели препораки. Кои илјадници? Дали вие знаете дека Миленко Неделковски на својот фан пејдж секој ден, па како не, ќе го кажам на име, зашто да не го кажам на име? Кажете, меѓутоа тој не е. Утре кога ќе добиете вие представка против Миленко Неделковски за ширење на говор од омраза и повикување на насилство. Не е така, затоа што јас многу ме интересира вие што ќе превземете. Затоа што тој одговара на провокации на други што не ќе ме се. На какви провокации одговара? Други што ги прават провокациите и затоа викам дека тоа е определена група која се формира за да постигне определена цел. Тоа е поентата. Која група? Па група некоја на социјална мрежа. Некоја група го провоцира Миленко Неделковски. Лажен профил се формира и провоцира. И Миленко Неделковски му одговара на реакциите. Оставете се зашто се фаќаме се за личности. Ама како да не се фаќаме за личности, ништо нема да постигнеме. Ако може ли да ми дозволите, имате вие време. Ние ли ќе бидеме тие што ќе бидат па главни, што ќе се занимаваат со говор на омраза? Не може така, господине. Не може така. Заради тоа што поради тој говор на омраза, многу граѓански активисти беа физички нападнати. Тоа е обострано. Не можеме сега да кажеме ово е крив, оно е крив. Обострано е апсолутно обострано. Знаете што, многу ми е драго што јавноста вечерва ќе дознае како понатаму ќе се движи работата на комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Прифати да разговараме за проблемот. Прво вие не сте независен експерт и тоа сега се гледа, мислам, најтранспарентно. Апсолутно. Апсолутно, јас не сум била член на партија никогаш. Кој не финансира нас, кој не финансира нас? Државата да не финансира нас. А да не финансира случајно Виена, кој? Или Хелси, кој ја финансира? Ние не зависиме од државата и затоа сме независни. А вие сте партиски член. Зависите од други институции. И вие никогаш нема да покренете постапка против државен функционер. Поради финансиски проблеми. Кој да затворен? Затворен е во Виена. Тоа Латас го слушнавте на сител. Латас отворете на интернет, ќе видите на интернет. Ма дайте ве, мола. Ма дайте ве, мола. Отворете на интернет, прочитате. Извинете,
се на јавноста нема што што- сте се прифатиле да убавувате должност. немојте да се се рече Сметам дека треба да немојте оставиме мене, малку не, простор ја да вас видиме не. дали Не сте комисијата со компетентен да новиот зборувате состав ќе воопшто. Ја не, и профункционира. вие не сте компетентни. Не, јас сум многу повеќе од вас. Комисијата има Не знам доста тоа. ингеренции да влијае во оваа област околу говорот на омраза, значи може и самата да даде мислење и предлози за закони од значење за регулирање. Јас се надевам дека нема да останете на таа квалификација дека кој сега ќе се занимава со тие бројни, мислам, сакам да кажам дека бидејќи има меѓу повеќе институциите кај што обврски, први луѓето би Има сакале да повеќе се обврски да меѓу пријават. другите и таа, Така. таа како прва и основна, меѓутоа ќе се и затоа сакам да ви објаснам постојано тоа го зборувам. Значи ако сте го вовеле законот пред 5 години, вие не можете да очекувате спектакуларни резултати. Меѓутоа за 10 години веќе резултатите ќе бидат драстично подобри Малку е безхрабрувачки за 10 години, господине Дашевски, јас се надевам дека како пример ви го дам, не дека така ќе биде. преземете. Веќе има, веќе ситуацијата е многу променета и многу подобрена. Значи од тоа што била пред 5 години. А за 5 години сакам да кажам ќе биде многу подобра од колку што била пред 5 години. Добро, Во ова таа е смисла емисија пример во само. која гласот прв го имаат граѓаните, односно ги поставуваат своите прашања на проблематиката. Она што го имаме ние како пријавени имиња и презимиња се актуелни случаи и повеќето се однесуваат на говор на омраза на социјалните мрежи. Во студиото е Драгана Костич, дали го има микрофонот? Тоа е девојчето кое напиша еден статус на Facebook околу тоа дали како млада девојка би останала во оваа држава или би заминала со тие 78.000 податокот кој што излезе за иселени луѓе во изминатиот период и на тоа доби прилично голем број на дисквалификации. Драгана, што предизвика тоа кај тебе? Кај мене што предизвика? Добро вечер прво на сите. Јас сум Драгана Костич. Јас напишав статус и обично пишувам и претходно пишувам статуси каде што го критикувам општеството. Значи, мене таа бројка 78.000 ми беше фрапантна, размислував за тоа и напишав статус дека и јас да имам прилика би отишла, односно дека се срамам од оваа држава како млад човек. Наведов неколку точки зошто се срамам. Можеби мојата грешка беше затоа што именував и реков дека се срамам во оваа држава каде што Јелена Жугиќ и Тони Михаловски се директори. Зошто го кажав тоа? Затоа што постојано гледам на нивните Facebook профили, значи како јавни личности, значи гледам говор на омраза, гледам повик на насилништво, гледам буквално гледаш и се згрозуваш. Човекот, дотичниот господин, уметничкиот директор, како уметнички директор на најстарата институција за култура во Македонија во МНТ, се пронашол во мојот статус, веројатно го погодило, го споделил мојот статус и не можам да ги искажам неговите зборови, ама е болно тоа што еден уметнички директор се служи со такви навредливи зборови за сојузни го зема простотилокот. Вие дали размислувавте побарате некаква заштита, да се обратите некаде? Размислував, нели имам основа, затоа што и статусот и целата таа расправија помеѓу мене и него на оваа социјална мрежа беше доста приметена од јавноста, но верувајте, убедена сум дека не постои некоја институција која би можела мене да ме заштити. Од сите тие закани кои ги добивам јас откако помина тоа, нели од неговите следбеници. Дали го знаете овој случај, господине Дашевски? Не сум го приметил. Од ова што го кажа до сега Драгана, дали сметате дека има основа, например, до вас да се обрати? Па треба да го погледам сега, не можам вака паушално да Уранија? одговорам. Девојчето вика дека не очекува. Треба да се достави представка до Оделението за компјутерски криминал, доколку и понатаму добива закан. Инаку ние тоа го правиме во Хелсиншкиот комитет. Ги документираме сите случаи на говор на омраза, доставуваме значи представки со скриншотови правиме, значи од изречената закана или говор од омраза го доставуваме до Министерството за внатрешни работи. Секако немаме добиено соодветен одговор од нивна страна, ниту пак знаеме дали личноста која што нели навредила или користела говор од омраза е повикана на информативен разговор барем, да биде предупредена за тоа што го чини, затоа што знаете дека како последица на говорот на омраза секогаш се иде
дело од омраза, криминал од омраза, инцидент од омраза. И затоа е мощно опасно. Понатаму, јас не знам колку знаете, но ние имаме поднесено неколку кривични пријави. Кога говорев за инертноста на системот, пред се мислев на јавниот обвинител, кој што нели по допрен глас, екс официо може да покрене постапка, тоа до сега не се случило. Нашите кривични пријави против Миленко Неделковски, значи во прв степен основниот јавен обвинител ја одби кривичната пријава, но висшиот јавен обвинител оцени дека не било соодветна спроведена истрагата и го врати случајот на повторно постапување пред основното јавно обвинителство. Ние овој случај ќе го тераме до Страсбург. Зошто го велам тоа? Заради тоа што заради тој говор од омраза кој што се случуваше на социјалните мрежи, не само од Миленко, туку и од други личности кои што се доста популарни на своите Facebook страни, се случи да нашиот ЛГБТИ центар беше нападнат неколку пати. Сторителите на тие дела до денес не се пронајдени. Утредента после последниот напад кој што се случи во октомври 2014 година, господинот Миленко Неделковски на својата фан страна пишуваше со одобрување за нападот кој што се случи на ЛГБТ центарот, со одобрување за тешките телесни повреди кои што беа нанесена на една девојка која што присуствуваше на нашата забава по повод 2 годишнина од центарот, при што потикна голема група граѓани на неговиот профил во коментарите да продолжат со говор на омраза и со такво страшно повикување на насилство да јас тоа не можам сега ниту да го повторам. Драгана... И тоа не мислам дека не е сериозно. Дали Драгана треба да биде вака обесхрабрена? Не сметам дека треба да биде обесхрабрена, мислам дека треба да ги користи сите средства што стојат на располагање, секако и ние сме тука да и помогнеме по однос на тоа прашање. Значи проблемот тој рекол во друга рамнина, значи станува збор за говор на омраза искажен на Facebook. И сега Фейсбукот не е регулиран, тој е јавна мрежа. Истиот проблем го има во Германија. Ангела Меркел реагираше на невиден говор на омраза према имигрантите пред пола година. Не знае луѓе што да прават. Меѓутоа се договорија со Фейсбук и Фейсбук да стави луѓе. Значи Фейсбук си ја презема одговорноста, тоа што Меркел вика ќе ви исклучиме, нема да ви даеме да работите во Германија. Фейсбук си презема одговорност, има луѓе кои што чим ќе забележат на мрежата говор на омраза, автоматски го бришат. Значи треба да направат се и се што... еден таков пример за Facebook страна, која што ширеше... Тоа беше нели во последно време страницата на Пегида, која нели фашистичка организација и беше репортирана, тоест пријавувана од корисниците на Facebook од Македонија и беше тргната. Инаку и кај нас дирекцијата за заштита на лични податоци има врска со седиштето на Facebook во Даблин и во тој дел, барем околу заштита на личните податоци, можеме да кажеме дека нешто функционира. Иако и таму е селективно, ако сте новинар чии што телефонски број е објавен на Facebook, комисијата ќе рече репортирајте. Тоест дирекцијата, репортирајте го тоа на Facebook, ако сте син или ќерка на функционер, веднаш ќе преземе мерки. Апропо ова, не е само дискриминацијата битна во дефиницијата на говор на омраза, по однос на овие неколку основи што ги набројавме, туку и повикот на насилство. Тогаш, секое означување на некое лице или некоја група, без оглед дали е политичко означување, сексуално, белези, и вие повикувате со таа група да се сотре, да се убие, да се уништи, да се запали, да се не знам какви се повици не случнаме, тоа е експлиците говор на омраза. И ние за жал такви повици имаме секојдневно во нашата земја, не само на социјалните мрежи, и нема ниту една институционална реакција. Тука пред се мислам на обвинителот и на полицијата кои што треба да го спроведуваат кривичниот законник. Што се однесува околу само уште еден дел.
начинот на кој што функционира оваа дебата и зошто ние дебатираме на начин на кој што дебатираме во општеството, можевме да го видиме и при оваа дискусија. Одеднаш се покрена прашањето господине Даштовски кој го финансира Хелсиншкиот комитет. Дали вие прашувавте тука на глас? Што е тука важно во оваа дискусија, кој го финансира Затоа што бев испровоциран од другата страна. Не разбирате сега, ние секогаш, вас ве провоцираат аргументите, а одговарате со кој ве плаќа, странски служби, Силина Мраков, не знам, Дарт Вейдер ќе дојде тука и така. Меѓутоа, вие вашата дискусија засновате на дневна политика. Па дајте контрааргументи, Да дискутираме на стручна основа. Слушнавме што изнесуваат двајца представници на граѓански организации кои што постојано имаат пријави за говор на омраза. Вие како претседател на Комисијата за заштита од дискриминација имате овластување, можете да предложите закон, значи да предложите база собирање на податоци, спроведување на студии, истражување, обуки во врска со дискриминацијата, но и препораки до државните органи за преземање на мерки за остварување на еднаквоста. Значи тие велат дека немаме ефикасна реакција на државните органи. Тука преземавме вака. Гледате ли вие каде би можело да се подобри оваа ситуација? Ќе се преземе све тоа што треба да се преземе против закон. Што би можело да се преземе? Спрема закон, препораки ќе се донесат. Ако имаме ние, нели представки се поднесуваат, се одлучува по тие представник. Меѓутоа овде сега гледате, јас сум нон-стоп прекинувам овде учесниците во дебатата заземаат страна. Тоа не е можно да се дискутира. Не, ние зборуваме, не знам дали се на страна. Вие мене ме нападнате грубо, сакаш тоа не го одлучи јавноста на која страна. Господине Даштевски, и не го одлучат другите факти. Другите факти кои ние само упетуваме дека комисијата нема... Да, значи ние зборуваме не оставате мене за интерес на господинот Даштевски, не ставите во групација, сите сме тука независни. Некои обвинувања сакате вие овде ние да Господине Даштевски, комисијата може да сакала да биде ова една не само препораки. Народот да свати нешто. Немате само да биде ова продуктивна дискусија за да не се повтори луѓето кои што така, кои ама два пати велите треба да препорачуваме. Кои биле жртва на говор на омраза да не се чувствуваат обесхрабрено дека нема никој ништо да преземе и затоа не пријавиле никаде. Значи каде вие сметате дека е дефектот? Дека си пријават? Меѓутоа дали ќе има ефект од тоа? Како нема да има ефект? Како мора да се одлучи, секој мора да одлучи. Врз основа на Јас ви реков дека претходно имам информации без социјалните мрежи, само од медиумите дека има неколку илјади пресуди. Па имаше луѓе во јавност излегуваа што е пресудата, парични казни, вакви и такви. За клевета и навреда. Ама судски пресуди. За клевета и навреда. Од една страна сега јас немам, ја ви реков, за клевета и навреда, од друга страна за не само говор новинарите, никој не имаше и одговара. Ама политичари, тоа имаше клевета и навреда нема сите врска со одговорот на граѓани и така натаму. Значи се мешаат тука по имите сами кажавме сега господинот Мирче кажа пред неколку минути дека Германија имала проблеми со тоа. Што сме ние према Германија? Ама не ме прекинувате на секоја секунда сега, ја не ме прекинувате. Значи, па се обратиле директно до Facebook, а тоа може секој да бъде, да не се случува тоа. Значи, да сите ги избришат. А таква опција постои, ако еве неколку илјади, рече господјата, дека има она ги етикетира, кажуваат сега, едни имиња кажуваат, други не кажуваат. Ја не етикетирам, кривична пријава има и тоа се знае во јавноста. Има и за други. Во Законот за спречување и заштита од дискриминација стои одредба која вели вознемирувањето и понижувачкото постапување представува повреда на достоинството на лице или на група лица што произлегува од дискриминаторска основа и што има за цел како резултат повреда на достоинство на одредено лице или создавање заканувачка, непријателска и така натаму. Читавте сите тие одредби, ја ви кажувам дека ќе се постапи, мора да се постапи и тоа е идејата, да се постапи по нив. И претходно, нели, рековме да сите овие други работи, и забелешки, и едукација претходно, и представките да се решаваат, и предлози за поефикасна реакција на државните органи. Тоа се тие активности кои сигурно ќе се случуваат, јас ви гарантирам дека тоа ќе се случува, затоа што тоа е идејата. На никого не му одговара да не се решаваат тие. Напротив, можеби кога ќе се даде определена забелешка, некој ќе види дека таа постапка не е дозволена или не е спротивна, дискриминира и сам ќе се ја исправи. Тоа е идејата. Значи да има и превентива. А не само, ајде сега ќе правиме
кривични пријави, тужби, па овој бил, оној бил. Значи, процедурата по која работи вашата комисија е доколку тој кој што е пријавен не си ја исправи сам грешката, се упатува потоа странката на судење. На суд, да, на суд. Веројатно ќе се оди до крај да се дава препорака на кој суд, бидејќи има разни основи. Има нели тоа по основ на трудов однос, на работен однос, па се упатува да поведе таква постапка, има се упатува да поведе кривична постапка и сите постапки како што се по закон. Со каква динамика ќе работите, господине Даштевски? Сега првпат се појавувате откако ја добивте новата функција, затоа ме прашувам малку повеќе. Ќе биде ли потранспарентна вашата работа? Ќе биде потранспарентна. Колку пати неделно ќе се состанувате? Може ли да сметаат на вас граѓаните? Состануваме, а по потреба и повеќе пати неделно. Значи фактички тоа беа ставовите кои беа заземени и ќе преземеме одредени други действија, како што нели зборувавме и претходно. Значи поголема видливост во јавноста, ќе преземеме едукации, значи да се промени вебсајтот, да биде повеќе, да содржи повеќе податоци за граѓаните. Да биде комисијата видлива како место каде што може да се обради може граѓаните. да се информира што му е на него правото, какви права има. Барате ли да се воведе сексуалната ориентација како основ за дискриминација? Видите, ние се занимаваме со политика, тоа се менува со закон. Па дали ќе предложите еве дека не знам се, не сме разговарале за тоа, ќе разговараме. Тоа е многу голем проблем. Јас сум прв меѓу еднаквите, немам никакви посебни други права, а претседателот на комисијата се менува секоја година или во согласно со закон. Така што за тоа треба да разговараме и да се договориме. Меѓутоа знаете дека тоа е политичка одлука за која треба подолг временски период. Така што дали ќе бараме или не, ќе видим. Горијан Гранчаровски да го слушнеме со неговото прашање. Добро вечер. Чаровски. Имам прашање конкретно до Александар Даштевски. Само малку погласно. Имам прашање до Александар Даштевски. Дали комисијата ќе интервенира за сите несакани работи на што се случуваат на социјалните мрежи како говорот на омраза, навреда и клевета? Дали комисијата ќе реагира за говорот на омраза на социјалните мрежи? Ја реков дека тоа ќе биде во состав на нели на обуките, на забелешките, на препораките кои ќе ги даваме. Меѓутоа комисијата ќе интервенира директно ако биде поднесена преставка. Значи преставка која со таква содржина. Директно ќе интервенира и ќе донесе препорака како да се постапи во тој случај. Ако по препораката нели кога што зборевме не биде исполнета, тогаш ќе се упати нели да поднесе тужба до надлежниот суд. Љуми Бекири е еден граѓански активист кој беше доста активен за време на студентските протести, ако не се лажам, еве Уранија се сеќава за кој станува збор. Кога ја објавивме темата, тој излезе со своето прашање, меѓутоа не го испрати преку видео снимка Skype, бидејќи се наоѓа во странство, па би можеле да го слушнеме. Инаку тој е човек кој навистина се смета за жртва на говор на омраза. Вие го работите тој случај, може би ќе кажете нешто повеќе подоцна. Говорот на омраза е на еден начин вербално насилие. А тоа потоа резултира со физичко и со психичко насилство во повеќето од случаите на говорот на омраза. Интересно е тоа што луѓето кои што се користат со говор на омраза секогаш се повикуваат на својата слобода на изразување, велејќи дека тоа е нивно право да слободно се изразат што мислат. Тоа не подразбира да навредиш некој друг, да омаловажиш некој друг, да клеветиш некој друг, така да никогаш не знае да ја препознаат границата помеѓу говорот на омраза и слободата на изразување. Во мојот случај, јас бев жртва на говор на омраза од страна на одредена јавна личност, на кој што говор на омраза претходеше пак друг говор на омраза од страна на така наречен портал, кој што слушнавме во бомбите на опозицијата како се уредуваат тие портали, така да ни станува од прилика јасно кој како пишува, бидејќи текстот кој што ме навредуваше мене немаше автор.
тоа се тие кредибилни портали на Македонија. Говорот на омраза од страна на јавната личност, бидејќи се повикуваше на некои своји замислени идентитети за мене, користејќи ги во навредлива смисла, мене тоа не ми беше толку страшно, колку што ми е пострашно за 2-3 недели потоа, кај истата таа личност да гледам дека гостин му е премиер, председател на држава или пак некој министер. Институциите на државата, освен што не го санкционираат говорот на омраза, тие исто така и го охрабруваат. Мислам, јас не можам да го разберам тоа на друг начин, освен дека и премиерот се служи во својот речник со говор на омраза и дека има сосема сличен речник како личноста која што се одлучува да гостува толку често во емисии. Како што реков, жртвите на говорот на омраза никогаш нема доверба во македонските институции. Тие многу повеќе веруваат на невладиниот сектор отколку што на државните институции. Да крајот би сакал да поставам прашање до господинот Александар Даштевски, кој што е нов председател на Комисијата за заштита против дискриминација. Би сакал да знам од господинот Даштевски кои се неговите постигнувања и што се тоа има направено во борбата против дискриминација за да биде ставен на тоа место. Колку е тој софистициран и запознаен со маргинализираните заедници, со нивната борба за еднаквост, колку е тој спремен да помогне во целата оваа борба против дискриминација без разлика на никаква припадност. Сакам да слушнам одговор од него. Господин Даштевски, колку сте запознаен со проблемите и колку сте подготвен да помогнете? Овие прашања се и очекувани бидејќи само што ја преземавте функцијата. Да. И ако смеам да дополнам, треба нешто да се направи да се промени оваа перцепција на гледачите дека повеќе им се верува на невладините отколку на државните институции, затоа што државните институции ги имаат механизмите во своите раце за менување на состојбите. Значи, вака, јас докторирав на човекови права со посебен пристап кон дискриминација како најважно човеково право, кое е во член 2 од Универзалната декларација на човекови права, а знаеме дека член 1 е за телесниот интегритет и физичкиот интегритет на личноста, што значи дека конкретно се занимавам со тоа повеќе од 10 години и поради тоа имам направено сериозни истражувања, затоа сакам да зборуваме за регионот. Затоа што состојбата во регионот е дури и полоша отколку во Македонија. Не да се занимаваме сега ово, значи стварно да помогнеме во таа смисла на зборот и затоа ви кажувам кои се проблемите во регионот. А тие проблеми ги забележува и ЕКРИ и ги поставува на сите држави и сите држави треба да преземат мерки во таа смисла. Значи сите имаат кубурат со исти работи, значи со услови за работа, со едукации, со донесување на закони кои се релативно нови. Тоа е одраз, значи апсолутно сметам дека во Македонија нема личност која може повеќе, без оглед што мислат другите, да помогне во ова, затоа што има преку 200 страни само во докторатот за тоа напишано, а после ги имам разработено во десетина трудови, кои се достапни... Кои што сега треба да влезат во праксата и да покажат резултати. И затоа мислам дека можам да помогнам. До мене беше прашањето, него одговорам. Значи, меѓу другото, дојдов до заклучок дека во тоа истражување и понатаму, значи, човековите права, колку толку, поради разни интервенции и поради тоа што веќе 25 години се применуваат во Република Македонија, меѓутоа носат традиција и од времето на поранешната држава, затоа што нели за да станеш членка на Обединетите нации треба да ги прифатиш човековите права и тие се влезени во уставот и така натаму. Меѓутоа, на дискриминацијата не се обрнувало внимание поради културните услови, значи менталитетот, традицијата, обичаите на ова поднебје, значи се сметало нормално дека нешто што не е дозволено, ако се направи дека е нормално, нели? Ако некој се вработи некаде или нешто такво, значи во сите области, и во здравството, и во
образованието и во другите области. Значи како проблем е препознаено подоцна и ќе треба време за тоа да се... Тоа е дел на една традиција што кај нас, например, либералната демократија функционира 25 години. И тоа во систем на транзиција, кој се уште трае. Не сме излезени од таа транзиција која со себе ја повлекува и економската криза, која треба да го зголеми економскиот стандард, за да се создадат услови да нормално функционира општеството. Ви благодарам, господин Даштевски. Уранија, колку според ова што го слушавме говорот на омраза го обесхрабрува граѓанскиот активизам? Кусо и од Петрит и од господинот Адамчевски би сакал одговор на ова прашање, за да одиме на други прашања од гледачите. Апсолутно не го обесхрабрува невладиниот сектор. Ние сме... Не, граѓанскиот активизам, велам. Граѓанскиот, не мислам дека го обесхрабрува. Не мислам дека нашиот ентузијазам во борба против сите овие феномени меѓу кои дискриминацијата е особено изразена, дека тие напади врз нас или етикетирања и говор на омраза ќе не спречи во таа наша борба против овој режим. Меѓутоа, многу кратко, секогаш кога постои говор на омраза во едно општество, тоа значи дека тоа општество се соочува со политичка идеологија како етнонационализам, глорификација на една нација, една религија, еден народ и во случајов кај нас во Република Македонија глорификација на хетеросексуалноста. Според тоа, сето ова што се случува пред се е кампања на власта, која што се одвива неколку години наназад. Тоа што Љуми го кажа, тоа е факт. Дека сите оние кои што шират говор на омраза се охрабрени од партиите на власт. И поради тоа кажав дека не е потребна едукација, туку дека е потребна санкција. Се додека не постои санкција, нема да постои... Не, ќе ви кажам сега, гледате сега, ќе се повикам на конкретен пример, затоа го спомнувам цело време регионот. Значи, да не збориме за некој помош. Регионот нас не е тема, Македонија е тема. Дали имате да го прокоментирате ова што го кажа Уранија? Да го задржите. Па како ќе се борите вие на ваков начин? Па се бориме со понижување на улици, недодавање на збори. Се бориме цело време. Па гледам како се борите. Тоа е нормално. Значи што беше прашањето, бидејќи не, дали вие сакате да го прокоментирате ова што го кажа Уранија, инаку ќе им дадам збор на... Сега затоа што ме прекина ми ја изгуби мислата. Значи, гледајте, затоа ви викам во регионот. Ние се занимаваме сега овде денеска со дневна политика. Ние не се занимаваме со говор на омраза ниту со емисија. Гледајте го примерот на фудбалскиот надпревар конкретно Албанија-Србија, кога гледаш од излезе пред камери и го навредуваше со вулгарни зборови, да не кажам сега што рече господицата. Значи премиерот Вучич, што збореше? Значи тоа таква вулгарност една. Значи, што неверојатно нешто пред камери, пред целата српска јавност. Значи, тоа постојано се случува на цел Балкан. А пред малку ги кажа причините зошто е тоа така и што треба да се направи да се сменат тие причини. Најпрвин, знаете, кога во една дискусија им се обраќате на луѓе кои што седат со вас на маса во трето лице, господине Даштевски, тоа вие како експерт за човекови права, знаете. Не знаете како е, не добро во ред. Само да ви кажам дека предпоставам дека знаете. Не, еве сега вие ме прекинувате, но ја ќе ви дозволам бидејќи дискусијата помеѓу двајца е дискусија. Не, ја не ве прекинувам, вие ме прозивате ме како да не ве прозивам, само кажувам дека тоа во теоријата на човекови права има се дефинира некако и е дел од едни практики кои што се имено упатуваат на дискриминација и кои што создаваат поле. Кога вие не ги почитувате луѓето на маса што седите. Или ниту еднаш неколку пати ве праша новинарката експлицитно не рековте јас ќе застанам и ќе ги средам работите. Макар и да не го направите тоа. Ние тоа го бараме, ние првиот чекор го бараме во демонстрирање на волја на институциите. За жал, ние не сме дошле во Македонија досега ни до тој чекор. Некој да излезе, макар и да не излаже, како граѓани да рече јас сум председател на комисијата за дисциплина, или јас сум нов јавен обвинител, или јас сум нов министер за внатрешни работи. Значи тука би сакал
апропо говорот на омраза. Еве имаме нов министер за внатрешни работи, еве јавно ја упатувам критиката, има време човекот, овие сите наводи кои што ние ги кажавме, кои што екс официо, не само обвинителот, туку и Министерството за внатрешни работи може да ги истражи, ние се уште не гледаме резултати од една друга политичка опција која што сега има министер за внатрешни работи. Така? Имавме пријава... И затоа сакам да кажам да видиме еднаш од некого во јавноста демонстрирање на готовност сум прозор, за морам два збора да кажам. Значи, ова со говорот на господинот се докажува дека апсолутно сум во право во се тоа што го кажува. Затоа што јас демонстрирав дека ќе ги решаваме овие. Вие сте сведок, вие ме прашате. Ја демонстрирав, тоа е едно. Имаше потреба новинарката неколку пати да го повтори прашањето затоа што вие веднаш рековте да. Тоа што е важно е да профункционира оваа институција и јас апсолутно демонстрирав дека тоа ќе се случи, не само тоа. Реков дека ќе има ситуации кога конкретно ќе се одлучува, не само за и дека тоа е добро за институциите на системот. Значи добро е за сите нас да знаеме што треба, што не треба и тоа да се применува. Кога ќе знаеме, полесно ќе го применуваме тоа што треба да го применуваме. Пред само да го пусти прашањето, 2 минути кога зборував за тоа дека политичките партии на власт го охрабруваат говорот на омраза. Ние ги слушнавме прислушкуваните материјали. Нели? Слушнавме како министерката зборува за нашите малцинства. Значи ги слушнавме зборовите шиптари, цигани. Еден од елементите кога се дефинира говорот на омраза е дека со тој говор се потценува и се става во инфериорна позиција индивидуата или групата поради низините идентитетски особености. Според тоа, од тој прислушуван материјал, ние добивме многу чиста, јасна слика како оние на власт размислуваат за различностите во оваа земја. Според тоа, мислам дека тој материјал исто така оди во прилог на она што го кажав. Повеле. Јас имам две прашања до господинот Даштевски. Најпрво првото за да вратиме дискусијата од регионот во Македонија. Спомнавте дека премиерот Вучич на Србија користил говор на омраза. Би сакала да ве потсетам Не, кон него. Во ред. Би сакала да напоменам дека во Македонија нашиот премиер за време на локалните избори во јавен говор на партијата излезе и кажа: ајде сите македонци излезете за нашите да тепаат во стругани изборите на локални. Би сакала да ми одговорите што мислите на такво излагање на премиер на држава. А второто прашање, како вие мислите дека граѓаните се осеќаат, особено граѓани како што тука имаме во публика, дека институциите на државата, особено вие ќе ги заштитите, кога вие слушаме од вас дека човекот кој најмногу говори, најмногу користи говор на омраза, Миленко Неделковски, вие го браните на емисија? Како беше првото прашање? Како би одговориле на изјавата на нашиот премиер Никола Груевски за време на локални избори кога рече нашите? Ниту ја знам таа изјава, ниту ме интересира. Нема да се занимавам со дневна политика. Прво, второ, мислам дека не знам на што мислите, пошто сега нели имаме привремен премиер, така што не знам на кој, така што не можам да се занимавам со такви работи. Тоа е првиот одговор. Вториот прашање што беше? Дека го бранам, не бранам никого, него само реков дека не треба да етикетираме личности, туку треба да разговараме за говор на омраза, затоа што треба претходно луѓето да се запознаат со тој термин, да се запознаат со многу повеќе од таа материја, за да можат да разговараат што е тоа. Дури и сами дојдовме два пати во ситуација да знаеме дали е говор, да не знаеме дали е говор на омраза или говор од омраза, па моравме да го објаснуваме тоа тука, така што тоа не е поентата на нас на емисијата, а не е поентата да етикетираме, да браниме никого, ниту бранам, ниту етикетираме. Поентата на нашата емисија е да се застане на патот на овој настан, бидејќи прави голема штета во едно општество околу водењето на аргументирана дискусија. Само кусот е молам, многу кусот, бидејќи имаме уште... Сакала само да го парафразирам прашањето, бидејќи многу често во текот на целата емисија говорите за говор на омраза како нешто да е општа фикција што се случува. Постои субјект кој користи зборови, јавни медиуми и прави говор на омраза преку тоа што напаѓа одредени индивидуи. Имаме примери, мора да ги менуваме затоа што некој мора да предизвика тој говор на омраза. Еве, конкретно ви кажа пример со Тони,
нашиот директор нов, што мислите по тоа прашање? Дали треба да биде поведена постапка против тој човек што користи говор на омраза и поттикнува насилство и некој ти се заканува на нашата... Ако ние сега за ова, тоа треба да се одлучи самата личност, дали ќе поведе, и ако поведе, ќе се решава тоа е одговорот. Меѓутоа, ако ние се впуштиме во такви разговори, значи ние самите се занимаваме со тоа. Ние треба да го објасниме говорот, а не да етикетираме личности, не е само таа личност отворена. Сега ајде ќе ги навредуваме, па некој утре на нас може ќе ни понесе пријави. По-корисно би било да го објасниме патот по кој граѓаните може да поведат таа постапка и да дојдат до одреден резултат и во ограничување на ова појава. Јас ги повикувам Сибел Бајрам и Елена Брмбеска да ги постават прашањата. Имаме многу кусо време да им одговориме. Сибел, те молам колку можеш пократко, концизно. Значи, добра вечер и од мене. Јас имам прашање до сите присутни. Вака, во преамбулата на ставот на Република Македонија стои дека Република Македонија е Уставот. Да, стои дека Република Македонија е национална држава на македонски народ во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно сожителство на македонскиот народ, без разлика дали во неа живеат албанци, турци, македонци, роми, срби, власи и други националности. Дали само декларативно ромите во Република Македонија имаат рамноправност затоа што сме сведоци, конкретно јас сум припадник на ромската заедница и представник, имаме многу случаи во кои што имаме проблем, не пуштаат на граница поради ред други причини и при тоа нели се има и комплетна документација. Исто така сакав да наведам изуште нешто што е многу актуелно. Деновиве го имаше на Facebook, објавена е нова книга Отел Египтинот од Благој Н. Николов, каде што имаше извадок од Солзи и смеа групата. Имаше драматизација, делот од книгата се вика Каде се видело Египтин со книга. Толку. Елена? Добро вечер и од мене. Моето прашање се однесуваше во врска со предстојните избори кои следат во нашата држава и во однос на говорот на омраза кој што доста често сме сведоци дека се користи особено во предизборниот и изборниот период. Така што моето прашање еве до сите говорници е што мислите дека би требало да се превземе или што би можело да се направи во нашата држава со цел да се спречи или на некој начин да се избегне говорот на омраза во предизборниот период со цел да можат граѓаните да проследат една аргументирана кампања од која што ќе можат правилно понатаму да расудуваат. Данчевски, од вас ќе почнеме. Од последното прашање ќе почнам. Значи, што треба да се преземе? Треба сите ингеренцији институции што ги имаат своите да се ги исполнуваат. Агенцијата за аудиовизуелни медиуми, пошто ги следи овои медиуми, треба да си ја врши својата работа, мониторирајќи ги телевизиите. Јавниот обвинител да си ги преземе своите обврски. Комисијата каде што е Даштевски, евентуално ако има поплаки и представки, ако има и тие да си ги преземат своите обврски. Секој во рамките на своите да си ги преземат обврските, а не да се попушта ова е мој или ова не е мој, па нема да преземаме или ќе преземаме. Значи, тоа е за второто прашање, а што се однесува до првото прашање, ние имавме една представка и ја донесовме во полза на тој што се жалеше, таа беше од народниот правобранител, за еден текст Кристијано Роналдо запишено прво оделение за едно ромче и ја уваживме представката, така што доколку има представки ние ќе постапуваме по нив и ќе ги решаваме. Значи секој треба да се врши работата за оно што е надлежен. Инаку само ќе додадам, Даштевски се надевам дека ова што го кажавте дека ќе работите ќе биде така како што го кажавте, затоа што од прва рака информација Агенцијата за аудиовизуелни медиуми има упатено до вашата комисија за претходни што се зборам. Неколку представки, ниту еден одговор нема добиено и до јавниот обвинител има пратено, се обратила и оттаму нема добиено. Сакам да кажам, значи институциите не реагираат, независно дали било од агенцијата или од еден друг или од трет. Ке реагирате, веројатно мислам... Ке реагираме, ја реков дека, значи, може да не се реагира во определени случаи, меѓутоа,
ова што ако пратиле они, тоа сигурно ќе Да, дојде на имаше и дневен пауза ред додека да се и ќе се реагира, тоа е факт. Нема тука дилема. Прашањето беше за ромите и околу изборите да не преидат изборната кампања во дисквалификации меѓу политичките партии, тука се понудат аргументи пред граѓаните. За ромите за сите беше упатено или? Да. Значи, ако постојат такви ситуации на говор на омраза према ромите, јас не се согласувам со тоа и не би требало да се случува, затоа што ние сме едно мултикултурно општество каде што сите националности, сите национални групи треба да се почитуваат меѓусебно и само така можеме ние да обстанеме како општество, бидејќи знаеме дека имаме не само роми, има турци, власи, срби, македонци, албанци и така натаму. Така што јас сум против тоа, против било која етничка група и тоа е баш тој говор на омраза, да се почитуваат нивните права. Од друга страна, што би кажал, сметам дека според моите сознанија и проучувања до сега што сум ги направил, сметам дека состојбата со ромите во Република Македонија е солидна. Затоа што ако тргнете во Бугарија, една што е земја членка на Европска унија, таму е хаос. Сите пресуди во Страсбург што се однесуваат на ромите, тоа ги влошува меѓуетничките односи помеѓу нив и доведува дури и до случаи на убиства. Додека во Македонија имаме министер ром, имаме градоначалник ром, имаме функционери роми, значи на заштитната агенција од непогоди и така натаму, и други функционери, сега се отвори и основни и средни училишта за роми, сметам дека само на тој начин може да се подобри ситуацијата и тие да се доведат во поповолна ситуација. Функцијата во која сега се наоѓате, ќе дојдете во вакви ситуации, луѓе индивидуално ќе ви се обраќаат за нивниот проблем. Јас се надевам дека општо ситуацијата нели е подобра кај нас отколку во другите земји, меѓутоа ќе треба да решавате поединечни проблеми без оглед на тоа како стои во глобала. Последен круг е ова, Уранија. Ромите остануваат да бидат најмаргинализирана заедница кај нас, тоа го покажуваат нашите истражувања, ние веќе имаме изготвена анализа за сите сегменти во кои што ромите имаат потешкоти во остварувањето на нивните права. Да не заборавиме, единствено ромската популација се уште не е покриена целосно, значи со изводи од матична евиденција. Некои од луѓето од ромската популација се луѓе фантоми, не фигурираат во евиденциите на Република Македонија. Тоа, од друга страна, значи дека не можат да ги ползуваат другите права кои што им стојат на располагање, значи права од социјална заштита. Понатаму, тие секојдневно, затоа вршевме тестирање на ситуација, јас бев сведок на суд, постапка која што беше покрената од невладината организација Кам Делчево, при преминот на границата, на српската граница, тие се симнуваат најбрутално од страна на граничната полиција, дискриминаторски говор, потценувачки говор, значи бев присутна, видов, се испитуваат на сосема поинаков начин, значи се детектираат според бојата на нивната кожа, нели? Значи ние заклучивме дека станува збор за расно профилирање. Беа задржувани на граничен премин, малтретирани околу 15-20 минути да објаснат зошто одат во Бујановец. Затоа сега веќе има судска постапка во тек. Што се однесува до другото прашање, по однос на предизборниот период, апсолутно сметам дека веќе треба да има санкции. Се додека овој наш народ не види дека се казнува говорот на омраза, дека се казнува насилството како резултат од говорот на омраза. Тука морам да ја споменам и ЛГБТ и заедницата која што е секогаш во фокусот заради дефокус во предизборната кампања, ние нема да можеме да рачунаме на тоа дека ќе имаме неоптеретен предизборен период од говор на омраза, етикетирања и навреди. Петрит? Мене ми е жал што ромите како народ нели секогаш се истакнуваат и тоа беше навистина така и во минатиот систем и во поранешната Југословенска федерација и сега како Македонија декларативно или формално тие права се на најнапредно ниво во регионот, но ми е жал што во праксата уживатели на тие права се една мала и привилегирана каста, наспроти тоа огромниот дел на граѓаните роми се дискриминирани и не само депривилегирани, туку не ги уживаат нивните права.
Расното профилирање за кое што зборуваше Уранија е дискриминација вршена од државата. Да. Не е дискриминација од некој трет ентитет, приватно лице, луѓе кои што во своји компании не вработуваат роми, луѓе што во своите базени неќе да пуштат роми. Не зборуваме за луѓе кои што во своите кафичи не седнуваат роми, сите маси се резервирани во празен кафич. Имаме полно случаи. Проблемот е што, како и за тука ќе го врзам и со вториот одговор, со изборите, како да се спречи говорот на омраза, како да се спречи дискриминацијата. Мора да се создадат правните прецеденти, тоа што го кажи и Уранија. Затоа ние инсистираме, кога ќе почне судот да суди, кога ќе почне обвинителството да покренува постапки, кога ќе почне полицијата, тие кои што повикуваат на насилство да ги собира по полициски станици, барем на еден предупредувачки разговор, дечко, ако продолжиш вака, знаеш ли дека ова се казнува кривично. Да ги кога ќе видат граѓаните дека има реакција, тогаш ќе има промена. Ние додека не видиме дека институциите на вистина демонстрираат волја, нема да има промена. Ви благодарам многу што бевте вечерва гости, господине Даштевски. Вие сте една реченица ако може. Значи бидејќи најмногу прашања ми се поставени, најмногу и преку електронските медиуми ме прашуваа, бидејќи нели јас почнав сега да работам, уште не е ни спроведено тоа решение во Централен регистар. Значи бидејќи се работи овде за една група на млади, гледам интелигентни луѓе, јас сакам ќе им дам после на сите податоци да ги погледат моите истражувања на преку 200 страни за Македонија и за Балканот и да видат што сум напишал и дали сум објективен или не. Јас ви благодарам што дојдовте, бидејќи вие сте представник на државна институција која тука се соочи со граѓаните, со луѓе кои имаат аргументи за и против, и тоа е ваша доблест. Ви благодарам што дојдовте во Отворено. Тоа не се случува често представник на државна институција да дојде во емисијата. Уранија, господине Адамчевски, Петрит, и вам ви благодарам за вечерашното присуство, на прашањата на присутните во ова студио, и се надевам дека како што завршивме во предстојната предизборна кампања, односно периодот кој следи, ќе имаме повеќе соочување на аргументи отколку на дисквалификации, бидејќи на тој начин граѓаните најдобро ќе можат да го донесат својот став како понатаму. Ви благодарам, почитувани гледачи, за вниманието. Следете ги профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter, и довидување за 7 дена.